Назад сме во отвореното студио 1 и во овој блок третираме повторно една интересна тема која што за волја на вистината предизвика многу внимание и реакции во јавноста. Неодамна објавената прва фотографија на црната дупка. По тој повод, главно оно прашање што ќе го третираме, односно ќе побараме одговори е што ќе значи ово откритие за нас и дали можеби фактички ваквата направена фотографија ја потврдува теоријата на Ајнштајн за релативноста. Но мој соговорник на оваа тема е Кире Трајковски од Скопското астрономско друштво. Добар ден и добре дојде. Добар ден. Кире, на почетокот во најавата начнав дел од прашањата. Споменав дека објавувањето на ваквата фотографија де факто предизвика многу реакции, меѓутоа и прашања се отворија многу. Но она што е интересно, сега написите во медиумите, црната дупка од филмовите, како некој режисер ја замислил, како сите ние во главите сме ја замислиле, меѓутоа друго е од вас стручно објаснување. Би сакала да започнеме токму со ова прашање. Дали можеби со објавувањето на ваквата фотографија би можело по дефолт да се потврди таа теорија на Ајнштајн, односно дека бил во право? Да, значи генералната теорија на Ајнштајн е потврдена уште еднаш со ова откритие, со сликата што беше објавена. Со едноставни зборови, неговата теорија е дека телата со поголема маса ги привлекуваат телата со помала маса од нив и го закривуваат време-просторот. Тоа уште еднаш потврдува неговата теорија поставена пред 100 години. Така. Добро, сега она главно прашање. Што значи ова откритие за нас? Со откривањето и докажувањето на Ајнштајновата теорија, ова е уште еден чекор поблиску до, бидејќи ние веќе знаеме за црните дупки, се докажува дека тие постојат. Можеби не знаеме што има внатре, но знаеме се што како функционираат и кои се нивните атрибути или карактеристики, би рекол. Со тоа сме еден чекор поблиску до како целиот универзум настанал, бидејќи црната дупка како таков објект е во центарот на секоја наша галаксија, штом знаеме повеќе, штом има повеќе информации за самата црна дупка, би можеле да бидеме чекор поблиску до настанувањето на универзумот. Така, Кире, зошто, например, е наблюдувана токму оваа дупка, иако, еве, спомена и ти, знаеме дека во секоја галаксија има всушност црни дупки? Токму оваа црна дупка е наблюдувана од причина што е една од поголемите, иако е на огромно растојание, една од поголемите и една од поактивните црни дупки. Значи, материјата која што е околу таа црна дупка е огромна и самата црна дупка расте и се храни на некој начин од самата материја која што е црната дупка, така да една конкретна црна дупка како оваа во галаксијата М87 не беше цел, бидејќи е една од поактивните и поголемите. Колку време траел овој цел процес на наблюдување? Целиот процес е почнат април 2017 година, значи наблюдувана не само оваа црна дупка, наблюдувана и нашата црна дупка, значи црната дупка во нашата галаксија Млечен пат. Но требаше многу време за да сликите бидат обработени од суперкомпјутер и самите алгоритми на кои што работеа научниците, за да, бидејќи ние немаме такава моќ една слика да биде објавена веднаш, бидејќи таа треба да биде обработена, и тоа време беше 2 години и пред речи се една недела беше објавена сликата која што беше како финална слика, како финален продукт. Да, малку подоцна ќе ни објасниш конкретно се ова што го спомена, како се работело на неа и со сите тие супер компјутери, бидејќи де факто јавноста, па еви и ние не сме можеби доволно запознаени со сите тие технички моменти кои што вие добро ги знаете. Но го споменавме растојанието. Колку е всушност, може ли вака да се каже, колкава оддалеченоста всушност до оваа црна дупка, бидејќи де факто имаше реакции во јавноста дека па одредени експерти и сите оние кои што се бават например со астрономијата не се задоволни од објавената фотографија. Луѓето кои што се занимаваат конкретно со оваа област, мислам дека се пресрекни ради оваа фотографија која што беше објавена. Но повеќето, мислам, јавноста е незадоволна од квалитетот на сликата, но тука би додал дека растојанието до
Оваа црна дупка е 53,5 милиони светлосни години. Сега замислите, една светлосна година е растојанието кое што го поминува брзината на светлината за една година. Да. Значи се работи за огромно растојание. И јас мислам дека ова е супер слика која што е објавена. Не, може да се каже да, еве во моментов гледаме токму инсерти од црната дупка, од објавената фотографија. Исто така сакав да те прашам дали евентуално постојат начини всушност да се добие почиста од оваа фотографија, еве апропо овие негативни критики да речеме за делот. Да, тимот на Event Horizon Telescope, кој што се сочинува од 200 научници, може и повеќе, ја објави ова црна слика од црна дупка со досега хардверските можности на нивниот тим, но работат на развивање на технологија која што би ја подобрила сликата, значи се работи за електромагнетни бранови на со бранова должина 1,3 мм. Ти работат на развивање на оваа техника за да брановата должина фаќање на електромагнетните бранови со бранова должина од 0,8, со тоа би добиле малце појасна слика од тековно објавената. Меѓутоа сакаш да кажеш дека согласно целата таа технологија моментално што постои, ова е најасно видливата фотографија. Да. Добро, никогаш јавноста е со преголеми очекувања дефинитивно. Исто така, сакала да те прашам, може ли да се каже колкава е всушност големината на оваа црна дупка, а колкава е сенката што се појавува околу неа? Има ли тука некаква разлика или некакви параметри? Да, големината на црната дупка е 6,5 милиарди пати од Сонцето. Самата сенка на црната дупка е колку целиот наш сончев систем. Значи се работи за огромно растојание и огромна маса и огромна гравитација што е околу таа црна дупка. Дали евентуално она што гледам дека и по социјалните мрежи го има многу како прашање се поставува, ако некој или нешто влезе во таа црна дупка, има некаква шанса или можност некогаш некако да излезе или? Не, ние не знаеме за науката не знае се уште што има внатре во црната дупка, значи се работи за гравитацијска сила која што тежна е кон бесконечно, значи гравитација која што е тежна е кон бесконечност, мислам дека дури ни светлината не може да излезе, немаме никакви докази дека нешто би излегло таму. Исто така едно од прашањата кои што во јавноста се отворија, зошто всушност црната дупка има некои делови што се посветли, а некои делови, односно нели на фотографијата што се гледаат, некои делови се посветли, а некои делови се потемни. Да, посветли се бидејќи самата црна дупка со нејзината гравитација го закривува време просторот, а посветли се оние делови кои што ние ги детектираме, тоест нашите телескопи ги детектираат на светлината која што доаѓа кон земјата, а онака позаматени или потемни се оние делови кои што светлината иде позади. Значи е поврзано со светлината. Да. Значи самата маса која што е околу црната дупка, тоа се вика акрецијски диск, создава, значи има светлина бидејќи се движи целата целиот тој газ и прашина која што се движи околу црната дупка, тоест материјата од која што се храни самата црна дупка, зрачи и целата таа светлина која што доаѓа кон земјата остава посветли траги, а целата таа светлина која што иде позади црната дупка, тоест што заминува позади црната дупка, е онака има потемни траги, затоа посветлите траги се оние зраци кои што патуваат кон земјата. Навистина интересно, јас сум фасцинирана од овие информации. Спомена и претходно, меѓутоа не те прашав конкретно, дали е наблюдувана и црната дупка во нашата галаксија? Чи нам рече да. Да, така? Да. Значи паралелно е наблюдувана и црната дупка во нашата галаксија, Sagittarius A*. Така? Таа е со 4 милиони сончеви маси. Пак се работи за огромна маса и гравитација, но не е толку активна како и оваа црна дупка што беше наблюдувана во галаксијата М87. На ова што беше објавена од фотографијата, кои се оние што досега нели сте ги дознале како информации, најважни својства? Постојат ли такви некои материи на конкретно? Најважни својства се маса и спин, самата маса. Масата на ваква една црна дупка може да биде детектирана со гравитацијата со која што таа влие на околните тела.
Да, ајде малку повеќе, може ли да го објасниме овој процес околу детектирањето и гравитацијата? Научниците, самиот тим на Event Horizon Telescope, кој што работеше на целиот овој проект, ја наблюдуваше ова појава, да кажам, на небото на толкава оддалеченост, и примети моменти на движење на сами небесни тела, звезди, со звезди и слично што биле околу таа црна дупка, како да ротираат околу некоја материја, но не знаеме што е тоа. Да. Откако беше детектирано тоа, научниците сватија дека тоа е црна дупка и така почна целиот проект на наблюдување на. Тогаш всушност од тој момент се одлучи конкретно да се наблюдува долг период да пројде таа година. Да, научниците знаеа дека во центарот на секоја галаксија има црна дупка, но најбитниот момент е дека они има веќе доказ со таа слика, они веќе имаат доказ дека тоа е веќе таа црна дупка и да, тука почна проектот. Добро, пред крај би те запрашала колкав тим е потребно да работи на едно вакво откритие, веќе за периодот на следењето тоа го споменавме. И исто така што малку повеќе да ни појасниш целиот тој процес во правењето на фотографијата, бидејќи споменавме се работи за огромно растојание и секако со тие 8 телескопи што беа споменати како вмрежени, меѓутоа поставени на различни континенти. За да ние добиеме на слика од ваква црна дупка, ни треба телескоп во големина на Земјата. Сега ние предност имаме бидејќи се поставени, тоест целата појава е наблюдувана од 8 телескопи кои што со самата ротација на Земјата тие сликаат одреден дел од црната дупка и со тоа се формира самата слика за црната дупка, која што интерферометрија е појавата или технологијата која што се користи за спојување или синхронизирање на сите тие 8 телескопи и формирање на една слика. Сега тоа не е вака едноставно како што јас го кажувам, бидејќи има многу алгоритми за спојување на таа слика. Кейти Бауман е девојката, 29 годишна девојка која што работеше на проектот, поточно на алгоритмот за создавање на финалната слика. Алгоритмот беше зимање на една слика и самата слика се разделува на помали делчиња и самиот алгоритам детектира кои од тие делчиња припаѓаат или наликуваат на слика од црна дупка. Со тоа се филтрира и се отстрануваат сликите кои што беа правени, кои што настрана од црната дупка, а се фокусираше самата слика на црната дупка. И тоа траеше година, една година. 2 години. 2 години. 2 години. Зошто спомена големината на тие потребни телескопи што ви биле, е токму причината заради тоа што биле поставени на различни континенти или? Сите заедно би правеле една слика како цел еден телескоп, мислам, телескоп во големина на Земјата, а предност, пак ќе кажам, предност е тоа што Земјата се ротира и овозможува самите тие телескопи да не бидат фиксни, туку да бидат на различна локација кои што можат константно да ја сликаат таа површина од црната дупка и со самото тоа се генерираат повеќе слики кои што на крај се спојуваат во една. Добро, Кире, за крај спомена дека за вас секако астрономите ова една оваквото откритие, една голема работа, како лично ти, да речеме, го доживеа се во ова целиот овој процес и де факто потврдата со објавената фотографија за постоењето. Што вам во вашата сфера, во вашата област, во вашата љубов кон професијата, кон универзумот ви менува сето ова, да речеме? Со доказ на Ајнштајновата теорија и објавувањето на слика од црна дупка, ние сме, пак ќе кажам, чекор поблиско до настанокот и еволуцијата на светот. Сметаш дека е старт на некои многу поголеми откритија? Да. Добро. Ти благодарам што беше мој денешен гостин. Еве имавме прилика, иако се отвараат многу прашања, како што кажав и на самиот старт околу оваа прва објавена фотографија, па секако ве очекуваме во отвореното студио 1. Здравје Боже и со некои нови интересни информации. Ви благодарам поканата. Така. А ние, почитувани, тука правиме кратка пауза, па се враќаме назад во студиото. Разговор со колегата Дејан Андоновиќ и време за анализа на вестите од регионот и од светот.